Двете номинации за документарното ремек дело "Медена земја" на режисерите Тамара Котевска и Љубомир Стефановски предизвикаа реакции на восхит и гордост. Македонската јавност верува дека приказната за Атидже, последната жена одгледувач на диви пчели во Европа, на земјава ќе ја донесе престижната статуетка. И светот не престана да зборува за остварувањето кое е резултат на упорноста, талентот и квалитетот на неколку поединци, кои успеаа да раскажат приказната на начин на кој што таа ќе биде препознаена и на големата глобална сцена. "Медена земја" е првиот македонски филм со 2 номинации за Оскар, со што испише историја. Во документарната селекција се надевам дека тоа ќе биде Ханиленд. Како го доживев, одличен документарец, работен професионално, долго време сниман, долго време монтиран, постпродукција одлична. Јас да сум таму во комисија, двете номинации би ги дал. Мислам не само што е заслужено, туку е пример како се прави еден документарец, автентичен, македонски и оскаровски. Според филмските експерти имаме одличен филмски производ, а шансите за златната статуетка велат е реална. Имаме одличен филмски производ, кој што има една глобална тема, прикажана низ локална призма, има некоја така вон временска рамка, не само контекстот, туку и квалитетот на филмот, мислам дека ќе влијае овако да има хајде, ја се надевам на позитивен исход. Мојата логика е или два или ништо. "Медена земја" е вистинита топла приказна за Атидже и за незините соседи од селото кои одгледуваат пчели и прават мед. Атидже со својата човечност и пожртвуваност храбро ја носи пораката на филмот. Ако еден го прекрши правилото, сите ја плаќаат цената. Незината девиза која го трогна светот е "Земи половина од медот, половина остави за пчелите".